раст на инвестициите и раст на ново вработените лица во компаниите во технолошко-индустријските развојни зони, кои профили на работници се најпотребни и колку компаниите во ТИРС нудат достоинствени услови за работа и можност за напредок на работниците. Анализираме со Кирил Панев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам за поканата. Ќе започнеме со бројките, она што како официјален податок го изнесовте пред неколку дена за да го продискутираме. Од почетокот на годинава имаме постигнати договори нови за инвестиции од над 280 милиони евра. Најголемата, за неа многу се зборуваше изминативе денови за ЕГЕО. Велите, за 10 години од сега ќе донесат сите овие инвестиции 4600 нови вработувања и над 90.000 евра во буџетот по основ на придонеси, и тоа се сериозни суми. Конечно ја стигнавме бројката од 17.000 вработени во технолошко-индустријските зони. Имаме во последните 6 месеци имаме 800 нови работни позиции отворени во компаниите во ТИРС, и тоа се бројки кои што се навистина позитивни и динамиката е навистина позитивна. Ја спомнавме ЕГЕО, односно тајванската групација, која што е една од најголемите во светот во производството на чипови, микрочипови и така натаму, ситни компоненти, и ние сме навистина радосни што ЕГЕО ќе биде присутна овде и веќе сме во процес на припрема на самата инвестиција. За ЕГЕО многу се зборуваше изминатиот период. Коригирајте ме кога грешам, мислам дека го сметите за едно од најголемите успеси на ТИРС. Меѓутоа, во меѓувреме, во завршна фаза, знам дека се преговорите за 4 нови инвестиции. Можеме ли сега да добиеме и некаква информација за какви инвестиции ќе станува збор, каде ќе бидат, кој ќе дојде овде? Најпрво ЕГЕО е најголемата гринфилд инвестиција од осамостојувањето, односно во последните 32 години, ја сметаме за најголемата инвестиција со 205 милиони евра, и таа не е единствената. Како што споменавте, имаме 4 нови компании кои што ќе бидат распоредени во неколку зони во државата со вредност од 150 милиони евра, значи тие инвестиции ќе имаат вредност од 150 милиони евра. И сме навистина задоволни што компании од светот одлучуваат да инвестираат во Македонија, а при тоа фактот што уште повеќе не радува е тоа што една голема македонска компанија ќе влезе во зоните за прв пат во историјата на технолошко-индустријските зони, и натаму ја ориентираме работата на ТИРС од сега па натаму. Колку вработени ќе се додадат на овие 800 од почетокот на годината со новиве инвестиции? Очекуваме околу 4600 нови вработувања во наредните неколку години. Тоа се 4600 индивидуи, односно работни позиции кои што ќе влезат во ТИРС зоните, и сметаме дека таа динамика ќе продолжи уште позасилено со привлекувањето на нови инвестиции. Значи имаме 4 нови, но работиме на многу повеќе. Она што го знаеме, а е сериозен проблем, е дека компаниите мачат со обезбедување на стручен кадар. Кои кадри во моментов се најдефицитарни во технолошко-индустријските развојни зони во странските компании? Во моментов можеме да кажеме дека купурењето со кадар е глобален проблем кој што го имаат сите. Ние не изостануваме од тоа, но сепак фокусот и на дирекцијата и на компаниите кои што се во зоните е да се обезбедат максимално квалитетни услови со цел да ги направиме работните позиции, да ги направиме компаниите и зоните што поатрактивни, посебно за младите луѓе кои што знаеме дека за жал откако нема да најдат работно место во Македонија, се заминуваат од државата. Тој тренд сакаме да го спречиме, работиме на тоа и сметаме дека секој во државата треба да го даде својот допринос со цел да ги задржиме младите дома. Ние како дирекција од минатата година започнавме со пракса, да кажеме, со цел да се покријат 50% трошоците за обука на кадрите кои што влегуваат во компаниите во зоните. Пред малку ни беше гостинка Наташа Аневска од Стопанската комора на Македонија, со која отворивме неколку теми, меѓу другото и за дуалното образование и вклучувањето на компаниите во образовниот систем, обуката на средношколците, како би можеле да ги вклучат во својата работа. Не воодушеви информацијата што оваа година, за разлика од сите претходни, имаме борба за упис во средните стручни
училишта и тоа наспроти гимназијата со сериозна предност оваа година. Колку информацијата дека има рекорден број на млади кои што се запишува во средно стручно и му од рака, да речеме, на компаниите како потенцијален кадар кој би го вработила? Тоа е навистина охрабрувачки податок и факт за нас и како дирекција, но и за компаниите во зоните, зашто голем дел од компаниите кои што се во ТИРС се вклучени во дуалното образование, односно во програмите што покриваат дуално образование. Фактот дека младите се повеќе се одлучуваат за стручно и насочено образование уште од средно училиште е податок кој што е навистина позитивен, општо и за економијата и за државата, зашто ќе имаме млади кои што ќе ги покријат работните позиции кои што се потребни на компаниите и во зоните и надвор од нив. Тоа е податок кој што ние сакаме што повеќе динамиката да биде што поголема и тој раст на ученици кои што се запишуваат во средно училиште сакаме да продолжи. И кога сме кај немладите, неопходноста да ги задржиме дома, започнавте една кампања за промоција на европски работни места, чија целна група се толку младите и нивното поттикнување за работни места кои што ќе се отворат во зоните. Какви активности се предвидени во рамки на кампањата, Кирил? Ние сакаме да ги покажеме лицата, а не бројките, така е насловена кампањата. Сакаме да покажеме дека во компаниите работат луѓе кои што се наши пријатели, сограѓани, роднини и така натаму. Сакаме да покажеме дека всушност во компаниите може да се обезбеди пристојно работно место, висока плата, младите и сите и постарите кои што работат во зоните можат да имат еден пристоен живот и развој во својата кариера. Сакаме да обезбедиме промоција на европските работни места кои што ги обезбедуваме во државата и кампањата е насочена кон класичен маркетинг, исто така и настани со компаниите, настани за промоција на самите компании, на ТИРС како дирекција и како зони, како институција која што управува со зоните. И се надевам дека ќе вроди со плод и се надевам дека голем дел од младите ќе останат овде, но за да ги задржиме на долг рок, имајќи го предвид податокот дека голем дел од нив се заминуваат, мора да им дадеме соодветни услови за работа, да го цениме нивниот труд и да им покажеме дека ни се вредни како работници и како граѓани. Се грижат ли компаниите во технолошко-индустријските развојни зони за своите вработени? Не само за младите, туку генерално за вработените, за да се надмине полека, но сигурно не став дека македонската работна сила е ефтина работна сила. Мораме да кажеме дека Македонија веќе не е држава на ефтина работна сила. Тоа можеби беше, да кажеме, ситуација пред 10 на 15 години, кога невработеноста беше значително поголема, но во моментов тоа го знаат и инвеститорите кои што се тука и инвеститорите кои што доаѓаат, односно се потенцијални, тоа знаат дека во Македонија веќе нема ефтина работна сила. Исто така ние како дирекција фокусни се инвестиции кои што ќе вработат високо квалификуван кадар, односно бараат високо образовани луѓе. Дали компаниите се грижат за своите вработени, тоа дефинитивно ние сметаме дека да. Со самото тоа што платите растат константно и тоа растат значително побрзо во зоните отколку надвор од зоните, тоа значи дека странските компании се грижат преку платите за своите вработени, но и преку настани, преку можност за раст во својата кариера, можност за развој внатре во компаниите, сметаме дека дефинитивно да се грижат. Ако во завршна фаза во моментов се преговорите за 4 нови инвестиции, кога ќе завршат и кога ќе може да го слушнеме името на истите? Иако ни кажавте нешто, ни начнавте, но? Кажавме нешто, но сепак поради документите за доверливост не можеме официјално во моментов да кажеме кои се, но се доста квалитетни компании и доста... Дали до крајот на летото ќе имаме име? Е прашањето. Па мислам дека ќе имаме, според динамиката која што ги водиме процесите, мислам дека до крајот на летото, почеток на септември веќе ќе почнеме да ги објавуваме новите инвестиции. Тоа е причината поради која нема да заминете летово на одмор. Прашав на почетокот на разговорот, рековте нема одмор летово. Мораме да работиме, имаме полни раце работа, да имаме многу компании кои што се заинтересирани, тоа навистина е позитивно за нас. А тоа ни оди од рака, ако сакаме да имаме поголеми вработувања. Благодарам, Кирил, за гостувањето во Македонија на утро.